Председателе, повеќе во интерес на јавноста е ова процедурално за забелешките кои што ги даде колегата Оливер Спасовски, отколку до објаснување на самите нив, затоа што знаете дека министерката е на службено патување и не случајно се овие преписки и дописи уште од вчера, затоа што информациите од Министерството за финансии ги имате и пред нас дека министерката е на службено патување, па сега ја барате на пленарна седница. Имено она што деловникот го утврдува и го бара е представникот Министерството за финансии, ние го имаме заменик министерот за финансии и мислам дека во однос на она, ако навистина барате одговори, имаме навистина кредибилен човек кој што ќе ги даде одговорите. За информации за јавноста би сакал да кажам дека министерката е на планирано патување во Словенија, кое што беше планирано пред повеќе од месец дена. Законот за задолжување дојде претходната недела. Министерката е на службено патување во Словенија во посета на ЦЕФ и е председател на управниот одбор и при тоа директно ќе се сретне со Јана Репншек, директорка на ЦЕФ, и со Матеја Вранчар Ерман, председател на надзорниот одбор на ЦЕФ. Како председателка на управниот одбор, најавено е дека во Скопје ќе се одржи на 22 јуни седница на управниот одбор и оваа посета на министерката е во таа насока за која што зборувам. Најмалку сакам да бидам адвокат на министерката, меѓутоа поради јавноста, затоа што еве од вчера почнавте со оркестриран напад дека не е присутна, да ја информираме јавноста каде се наоѓа министерката. Повелете, имате заменик министер кредибилен и стручен да ви одговори на сите прашања, а на дел од тие прашања што ќе ги поставите, ќе дадеме и ние свое мислење, така да се надевам дека ќе имаме плодна дебата денес во однос на фискалната стратегија и во однос на ова задолжување кое што го планира Република Македонија. Ви благодарам.